Добар ден, вести во 18 часот во нив ќе гледате. Ке се затрупува градежната јама во центар. Жителите загрижени и за безбедноста на околните згради. Почна како домино да се паѓа целиот ред. Радев кај Макрон по поддршка за бугари во Уставот. Филипче бара граѓаните да се изјаснат на референдум. Нека распише власта референдум, затоа што носат целокупната одговорност за патот кон него. Граѓаните не се задоволни од работата на пратениците. И застапуваат интересите или на нивната политичка партија или сопствените лични интереси. Најмала доверба имаат во правосудството. Академик Владо Камбовски предупредува дека полагањето на правосуден испит на албански може да создаде правна конфузија. Зручната терминологија кајната е малку проблематична. Пожар во зграда во центарот на Скопје. Повредено 13-годишно момче. Направена евакуација на станарите во зградата. Одржан кризен состанок со експерти од градежниот факултет, општинските служби и надлежните институции по инцидентот во центарот на Скопје во близина на католичката црква, каде при ископ за изградба на зграда се појави свлечиште. Донесена е одлука јамата веднаш да се затрупа и теренот да се врати во првобитна состојба, а експертите предупредуваат дека се потребни построги стандарди и поголема контрола при градежни зафати во густо населени делови од градот. Маја Стојановска. Итно затрупување на градежната јама и враќање на просторот во првобитна состојба. Ваква одлука донеле експерти од градежниот факултет и општинските служби, а на тоа се согласил инвеститорот. Ова е една од мерките кои биле донесени на кризниот состанок, одржан по инцидентот на Теодоси Гологанов, каде при ископ со багер за изградба на зграда се појави свлечишта. Како што посочи деканот на градежниот факултет Јосиф Јосифовски, биле дадени и други експертски препораки за стабилизирање на теренот и спречување на дополнителни оштетувања на соседните објекти. Јосифовски вели дека инспекторите се дефицитарни и предупредува дека недоволно внимание се посветува токму на заштитата на градежните јами, особено во густо урбанизираните делови од градот, зашто апелира дека се неопходни нови стандарди и построги процедури. Се донесоа некои интервентни одлуки и мерки што треба да се прави веднаш. Се дадоа исто налози за тоа како понатаму ќе се постапува, така да во наредните денови ќе има разрешница, а што е најбитно, ние се потрудивме и како експерти да ги даеме најдобрите совети за да таа состојба се санира, да се затрупа едноставно градежната јама и да се врати во првобитна состојба, па оттаму да се бараат понатаму решенијата, на што се согласи и градоначалникот и инвеститорот. Локалните жители велат дека се загрижени за безбедноста на околните згради и очекуваат надлежните што поскоро да се погрижат за санација на просторот. А дел од нив пред камерата на Канал 5 раскажа и дека биле сведоци на самиот момент на инцидентот. Ја бев сведок кога во неделата во 1:20 почна како домино да се паѓа целиот ред. За 5 секунди беше све испадна. И човекот што работеше со багерот, едвам некако испадна, му помогна една жена и еден така не помлад, и го извадија и му ја клисна. Тука живеам у зградава. И сега рекоа дека не било безбедно, треба да дојде комисија да види. Од општина Центар најавија најстроги санкции, одземање на лиценци и пријави до надлежните институции за инволвираните лица во градбата. Оттаму посочија дека при извршениот увид од инспекцијските служби биле утврдени низа неправилности, зашто го информирале и јавното обвинителство. Оттаму велат дека известувањето пристигнало денеска и ќе биде разгледано. На таблата кај градилиштето како изведувач е посочена и компанијата Конструкциони Инвест Дуел Тетово, но оттаму за Канал 5 појаснуваат дека тие се уште немаат започнато со работа на таа локација и дека работите со багерот ги извршувала друга фирма.
Лидерот на СДСМ Венко Филипче бара распишување на референдум за уставните измени и интеграцијата во Европската Унија. Според него, граѓаните треба да одлучат дали сакаат да ја платат цената заради Мицкоски. Порача и дека, според него, внесувањето на малцинствата во Уставот не се никаков ризик ниту за идентитетот, ниту за јазикот. Од ВМРО ДПМН пак порача дека Филипче е единствениот кој верува дека уставните измени ќе бидат последниот услов од Бугарија. Деталите од Дејан Трајковски. Граѓаните на референдум да се изјаснат дали се за уставни измени, повика председателот на СДСМ Венко Филипче, обвинувајќи дека премиерот Мицкоски и владеачката ВМРО ДПМН го блокираат евроинтегративниот процес на земјата поради лични лукративни интереси. Во однос на повикот на премиерот до опозицијата за обединување околу националните интереси и евроинтеграциите, Филипче оцени дека станува збор за лажно подадена рака и дека СДСМ нема да го поддржи како што кажа лажниот патриотизам и политиките кои ја изолираат државата. Нека распише власта референдум, затоа што носат целокупната одговорност за патот кон него. И да им го кажат граѓаните вистинскиот став и одговор. На власта е одговорноста. Власта ветуваше влез во Европа по поинакви, подобри, погорди услови. Така беше? Така кажува? Излажа како за се што лажат. Што е патриотски? Во неговата политика да изолира земјата. И што точно значи неговиот повик за обединување? Нема да застанеме зад него и зад неговите погрешни политики, само за тој и бандата продолжат со криминалните тендери. Од ВМРО ДПМН пак сметаат дека уставните измени не се последното барање кон Македонија и дека единствениот кој верува дека нема да има дополнителни барања од Софија бил токму Филипче. Според нив, целта на Бугарија се историјата, идентитетот и културното наследство на Македонија, за кои велат не смеат да бидат предмет на политички договори. Очигледно е дека единствениот кој безрезервно им верува на пораките на Румен Радев, дека уставните измени се последна пречка на патот кон Европската Унија, е токму специјалниот бугарски пратеник во Македонија, Венко Филипче. Македонската историја, која е надалеку позната и прочуена, Румен Радев ја представува како бугарска, а Филипче не осудува. Имате право да знаете какви отстапки ги би следеле понатаму, доколку СДС и Филипче повторно добијат можност да одлучуваат за државните позиции. Премиерот Мицкоски по вчерашната пресконференција со хрватскиот колега Пленковиќ изјави дека Македонија останува посветена на членството во Европската Унија, но не по секоја цена и без можност за идентитетски отстапки. На повикот за референдум возвратија од владата. Оттаму вела дека СДСМ продолжуваат да бидат меко ткиво на македонскиот идентитет. Ние сме за ЕУ и тоа е наша стратешка ориентација, што и го правиме на дело. Впрочем, укинувањето на оценската мисија од Советот на Европската Унија, отворањето на фондовите од реформската агенда за Македонија е јасен показател за европската ориентација на оваа влада. А како изгледа кога СДС се залага за референдум без гаранции за европската иднина, граѓаните можеа да видат низ пластичен пример од последниот референдум, организиран 2019 година, се наведува во соопштението од владата. Граѓаните очекуваат народните избраници да ја оправдаат нивната доверба и првенствено да ги застапуваат нивните интереси. Според истражување на Институтот за демократија, граѓаните меѓу другото очекуваат и поефикасна контрола врз извршната власт. Според истражувањето, најниска доверба имаат судството и обвинителството. За ова Михајло Видимлиски. Релативно ниско е задоволството на граѓаните од работата на собранието. Ова го покажало последното истражување на перцепциите спроведено од Институтот за демократија Societas Civilis. Законодавниот дом доби средна оценка од 2,7, што е подобрување од лани, но сепак под средната вредност. Но перцепцијата кај граѓаните е и дека владата има поголемо влијание врз собранието, отколку што собранието има ефективна контрола врз извршната власт. Она што имаме главен простор и констатираме главен простор за подобрување е во делот на надзорната функција. Голем дел граѓани сметаат дека собранието не ја врши најсоодветно таа надзорна функција, особено разгледувањето на извештаите
за телата кои што тоа ги воспоставува или кои што тоа може да ги надледува, се некако површни и проформа. Минатата година граѓаните собранието најмногу ќе го паметат по расправата во анкетната комисија за трагедијата во дискотеката Пулс во Кочани. Посочено од 31% од испитаниците. Од прашањето околу тоа чии интереси застапуваат пратениците, дури 74% од испитаниците сметаа дека пратениците во собранието ги застапуваат личните интереси, а 66% го посочиле интересот на потесниот круг на партиското раководство. Повеќе од половина или 56% сметаа дека застапуваат бизнис интереси, а само 9% од испитаниците сметаа дека ги застапуваат нивните интереси. Традиционално доминираат дека одговорите дека пратениците ги застапуваат интересите или на нивната политичка партија или собствените лични интереси, што на некој начин треба да укаже на тоа дека пратениците не се препознаени целосно од граѓаните како нивни представници и секако дека тука треба да се работи многу повеќе и од самите партии кои што ги предлагаат овие пратеници, но и од пратениците како такви. Освен што годинава за разлика од лани е подобрена довербата во собранието, верските институции, војската, но и полицијата и медиумите според истражувањето и натаму уживаат највисока доверба кај граѓаните. Најниска е довербата во судството и јавното обвинителство. Истражувањето на Институтот за демократија е спроведено преку теренска анкета на 1020 испитаници на територијата на целата држава во периодот од 27 февруари до 10 март 2026 година, со статистичка грешка од плюс-минус 3%. Хартиените свидетелства ќе заминат по историјата. Испечатени оценки само уште оваа година за учениците од прво до трето одделение. Очекуваме наставниците да се прилагодат на новите електронски свидетелства. Неизвестно е кога предлог законот за правична застапеност кој е веќе доставен до собранието ќе се најде пред пратениците. Со новото законско решение се предвидува јасно разграничување меѓу соодветна и правична застапеност, при што квалификациите, стручноста и професионалните способности ќе бидат главен критериум при идните вработувања. Од ДУИ веќе најавија дека жестоко ќе се спротивставуваат на неговото донесување. Јана Јосифовска. Кога предлог законот за правична застапеност ќе се најде на седница пред пратениците, ќе биде појасно од следната недела, потврдуваат собраниски извори за Канал 5. Потребата од негово носење прво треба да ја утврди матичната комисија за политички систем и односи меѓу заедниците, па потоа да го извести собранискиот спикер Афрем Гаши, за да го стави на дневен ред на пленарна седница. Во законот се предвидува јасно разграничување меѓу поимите соодветна и правична застапеност и се утврдува системот на заслуги како доминантен. Квалификациите, стручноста и професионалните способности представуваат примарен критериум, додека припадноста кон одредена заедница може да се земе предвид само како секундарен фактор и тоа исклучиво во случаи кога кандидатите имаат еднакви квалификации. За следење на состојбата и унапредувањето на соодветната и правична застапеност се формира координативно тело кое ќе функционира во соработка со Агенцијата за администрација. Со него ќе раководи заменик председател на владата, а членуваат и министрите за јавна администрација, за односи меѓу заедниците, финансии и добро владење, како и народниот правобранител, универзитетски професори и представник од граѓанскиот сектор. Сепак, неизвестно е дали власта ќе успее да обезбеди Бадентер за да биде изгласан законот без гласовите од ДУИ. Од партијата на Ахмети категорично се против ова законско решение, кое треба да го замени балансерот во институциите, а Бујар Османи неодамна изјави дека ако треба, ќе пружат и физички отпор за да не помине во собрание. Буквално начин на легализирање на исклучувањето. И јас сум рекол, ние тој закон треба да го да дадеме и физички отпор во собрание да не помине. Ако помине, еве кажувам, првото нешто кога ќе се сменат работите ќе биде укинувањето на тој закон. Бидејќи тоа е враќање на тој. За да се донесе тој закон треба Бадентерово мнозинство. Тој закон го враќа југословенскиот модел на одлучување во администрацијата. И додека владиниот предлог за правична застапеност чека да се најде пред пратениците, вчера Зијадин Села од новоформираниот Албански сојуз достави свој предлог во собранието, паралелен на владиниот.
Тој вклучува вработување по етнички квоти врз основа на демографски податоци со можност за задоцнето попишување. Во него се предвидуваат и казни од 10 до 20.000 евра за секоја државна институција што нема да вработува пропорционално, а од 3.000 до 6.000 евра за директорот. Хартиените свидетелства ќе заминат во историјата. Од годинава за учениците од прво до трето одделение се воведуваат електронски свидетелства, а во следните 3 години системот целосно ќе се дигитализира и во основното и во средното образование. Од Министерството за образование и наука вела дека на овој начин полесно ќе ги користат документите за упис во средно училиште. Елизабета Дамјановска Спасеновска за ова. Од годинава, печатените свидетелства постепенно ќе се укинуваат. За учениците од прво до трето одделение се воведуваат електронски свидетелства. Министерката за образование, Весна Јаневска, информира дека оваа година, паралелно со електронските, сепак на учениците ќе им бидат врачени и печатани свидетелства. Но идејата е за 3 години од сега. Сите ученици од основните училишта да добиваат само електронски свидетелства, пошто оваа новина ќе почне да се применува и кај средношколците. Според Јаневска, на овој начин се олеснува работата на наставниците, се штеди хартија, но и се олеснува собирањето документи за упис во средните училишта. Со оглед на тоа дека е прва година, ќе има и печатени свидетелства, затоа што очекуваме наставниците да се прилагодат на новите електронски свидетелства, што ќе биде огромно олеснување за нив. Наместо да пишуваат на рака свидетелства, тие ќе можат на компјутер да ги пополнат свидетелствата, ем побрзо, ем поефикасно, ем без грешки, затоа што податоците се влечат од дневник. Заштедуваме на хартија, намалуваме загадување, олеснуваме работата на наставниците и дополнително системот за упис во средно ќе ги влече податоците од самите училишта. Јаневска информираше и дека Законот за научно-истражувачка дејност, кој е дел од пакетот закони за високо образование, е се уште во фаза на обработка, но очекува во текот на следната недела процесот целосно да заврши, а по согласувањето со законодавство, како што посочи, ќе биде подготвена финалната верзија на законите, пошто тие ќе бидат доставени на владина седница. Измените на Законот за високо образование во изминатиот период предизвикаа реакции и несогласувања во академската јавност, при што дел од професорите и универзитетските представници изнесоа забелешки за предложените решенија. Негативниот природен прираст во Македонија продолжува и во првиот квартал од 2026 година, покажуваат најновите податоци на Државниот завод за статистика. Според деталниот извештај на Државниот завод за статистика, од 80 општини во Македонија, во дури 66 општини има негативен прираст. Во една бројката е идентична, а во 13 има зголемен број на население. Најголема негатива има град Скопје, потоа следува Битола. Од скопските општини најголема негатива има Киселаво, каде разликата во првото 3-месечие за една година е 99 лица. Најголем прираст има во Сарај, пошто следуваат општините Студеничани и Арачиново. Загрижувачки се бројките за помалите градови во источниот дел на државата, како Виница, каде минусот е 48, во Гевгелија минус 44, а во Делчево популацијата се намалила за 42 лица. Дебар е единствениот град во Македонија каде имаме идентична бројка на родени деца и починати лица и природниот прираст е 0. Во првите 3 месеци од годинава се родени 3380 деца, што представува пат од 4,1%, во споредба со истиот период минатата година. Истовремено, бројот на починати лица изнесува 5342 лица, односно е намален за 1% во однос на првиот квартал лани. Пожар попладне во избувна во стамбена зграда на улицата Христо Смирненски во центарот на Скопје, при што биле зафатени терасата и една просторија од станот. Во моментот на пожарот, како што соопшти од полицијата, во станот се наоѓал 13-годишник кој се здоби со опекотини. Со возило на итната медицинска помош бил пренесен во болницата Свети Наум Охридски на укажување лекарска помош. Според информациите од територијалната противпожарна бригада на град Скопје, веднаш по добиената пријава било интервенирано од страна на пожарникарите, а пожарот за кратко време бил локализиран и целосно изгаснат. Причините за избувнување на пожарот засега не се познати.
Да, значи добиеното е за настанат пожар во стан на улица Христос Милински, број 14. Веднаш се испратени 2 противпожарни возила со 7 пожарникари. Стануваше збор за опустрен балкон и дел од една просторија. Веднаш е ставен пожарот под контрола и целосно извеснат. При тоа направена евакуација на станарите во зградата, направено очедување. Интервенцијата се уште трае, се прави проветрување на ходниците. Причините ќе си ги утврди надлежна институција, односно кримтехника. Расте бројот на ново диагностицирани пациенти со мултипла склероза. Здравствените власти најавуваат поголем буџет и достап до современа терапија за повеќе пациенти, како и старт на децентрализација на третманот во Скопје, Штип и Охрид. Од Сдруженијето за мултипла склероза порачаа дека болеста не смее да биде пречка за квалитетен живот, ниту за планирање семејство. Мирјана Мирчевска Јовановиќ за ова. Сите пациенти со мултипла склероза имаат редовна терапија и има нагорна линија за откривање на нови пациенти, за кои со зголемениот буџет од страна на Фондот за здравство ќе има редовна терапија. Она што е потребно е набавка на апарат за магнетна резонанца, која ќе ја намали листата на чекање со цел навреме да се диагностицира болеста, објасни директорот на клиниката за неврологија Божиновски. Работиме да изнајдеме решение да се обезбеди еден таков апарат, со што би се олеснил и самиот пад на пациентите, но исто така добивањето на самиот резултати ќе биде многу побрзо и поедноставно, а самото тоа и самата диагностика. Само со рана и диагноза и висока ефикасна терапија можеме да ги спречиме релапсите, прогресијата на болеста и да го превенираме трајниот инвалидитет. Од Сдруженијето за мултипла склероза посочуваа дека стартува децентрализацијата на третманот на пациентите со МС во 3 јавни здравствени установи: Градската општа болница 8 септември, Клиничката болница во Штип и специјализираната болница во Охрид Свети Еразмо. Ваквиот тренд ќе продолжи во другите градови, посочи првиот човек на фондот Клековски. Знам колку е мачно некој од Стумица или од Стуга да патува до Скопје за да ја подигне, а најтрагично да подигне таблетарна форма на терапија или подкожна која самиот може да ја дава. Еднашка годишно ќе мора да има контакт со клиниката заради следење на терапијата. Докторите од клиниката за неврологија објаснија дека во умерена фаза од болеста со МС може да се планира бремено со контрола од страна на доктори. Од Сдруженијето промовира и едукативна брошура за планирање семејство кај МС. Во Македонија има 2500 пациенти со мултипла склероза. Во завршна фаза е реконструкцијата на просториите на Националниот џез оркестар, информира Министерството за култура и туризам. Инвестицијата во втората фаза изнесува околу 7,5 милиони денари и опфаќа современо уредување на канцеларии, пробни сали и нова просторија за вежбање. Од Министерството најавуваат и продолжување на капиталните инвестиции во културната инфраструктура низ државата. Просториите на Националниот џез оркестар добиваат нов изглед и современи услови за работа. Реконструкцијата влегува во завршна фаза, информираше министерот за култура и туризам Зоран Љутков. Според него за целосната реконструкција во оваа финална фаза се обезбедени околу 7,5 милиони денари. Во втората фаза се одобрени некаде околу 7,5 милиони денари, во кои што 7,5 милиони денари ќе биде завршен конечниот изглед на и на канцеларискиот простор и на собите за вежбање, но и салата за вежбање која што ќе биде во склоп на овој простор и конечно рок на изведба изведувачот има 90 дена. Активностите околу реконструкцијата на џез оркестарот траат веќе 2 години, а се работи за простор од околу 500 квадратни метри. Директорот на националната установа Гоце Стевковски вели дека досега работеле во Националната опера и балет и очекува дека во предвидениот рок реконструкцијата ќе заврши и оркестарот конечно ќе почне да работи во своите простории. Значи, јас верувам дека ќе биде на време завршено, со тоа што после тоа најверојатно ќе не олеснат работата после толку време, да речеме,
во работејќи во Македонската опера и балет. Ова ќе биде супер олеснителна околност како нели во еднина би можеле да реализираме уште подобри проекти и подобра програма. Основниот проект за реновирање и уредување на овие простории е изработен во 2023 година, а првата фаза од реконструкцијата чинеше повеќе од 160.000 евра. Покрај просториите на џез оркестарот, Љутков посочи дека во наредниот период Министерството ќе продолжи и со други инвестиции во културата. Тој се надева дека до крајот на годината ќе се завршат уште 6 до 7 изградби и реконструкции на уште неколку установи низ земјава. По рекламите гледајте само вистина, а ние се гледаме во вечерните вести. Пријатно!